Ова е планината Јабланица. Нејзиниот гребен е југословенско-албанската граница. Овде некаде се пробивал стариот римски пат Вија Игнација, како продолжение на најголемата и најбрза магистрала на Римската империја, што го поврзувала Рим со Цариград. Првото населено место во нашата територија, низ кој минувал патот, било Горна Белица. Сместено во пазувите на планината, под Црн врв, на надморска височина од 1290 метри, од некогашното село со околу 420 куќи, како што ни рече баба Флора Цоба, останале само урнатини да подсетуваат дека не многу одамна овде имало живот. И остатоците од старата црква со влезните врати, што им оддолеваат на невремињата, говорат за едно минато, кога по питомата падина блееле илјадници овци. Уште повеќе, посилно и поуверливо за постоење живот во селото, говори селската црква со огромни димензии, подигната во 90-тите години од минатиот век, во времето на македонската преродба. Со својата местоположба и карактеристични димензии, доминира во околината. За нејзината изградба, вели баба Ленка Годжо, во еден ден биле собрани 7 тепси и златници. Афинитетот на влашките жители од селото се задоволил со специјалниот избор на иконографијата. Зачуван е комплетен иконостас со високи уметнички квалитети од крајот на 19-тиот век. За тоа, кој е мајсторот на така убавиот иконостас, постојат две версии. Првата, дека е тоа високо школуван академски сликар, представник на академскиот реализам, најверојатно доведен од некој уметнички центар од Европа, и втората, дека иконостасот е дело на мјачкиот зограф Ставре Николов од Лазрополе и дека тој го изработил во 1894 година, како што стои запишано во црквата. Дека на урнатините на старото никнува ново, и овде имаме осведочување. Полека, но сигурно луѓето се враќаат во селото со големи планови за раѓање на една нова Горна Белица. Ова се почетоци на нашето долго патување што ќе трае неколку дена, а што ќе има за цел да изврши рекогносцирање на патот Вија Игнација, и тоа на оној дел што минувал низ нашата територија. Во овој зафат стручно ќе ни помагаат за струшкиот и охридскиот дел на патот археологот Владо Маленко од Охрид и Ристе Танески, кустос во Народниот музеј од Струга. Тука е и дедо Доне Ќушковски од Вевчани, за да не води по стариот кираџиски пат, низ кој толку пати поминал во своите 80 години колку што ги има. Ја регистрираме со неколку кадри Беличка река, што ни останува од десната страна на нашето патување, заради податокот дека само на неколку километри надолу таа постепено се губи, понира. А во својот горен тек таа е бучна, бистра и со прекрасна гледка. Селото Вишње останува од десната страна на патот Вија Игнација. Некогаш со околу 700 жители, а сега едва и 70, и тоа се луѓе во години, лежи на една падинка во подножјето на планината Јабланица. Луѓето се одселиле најмногу во блиската Струга до Охрид, а и подалеку, но куќите во кои толку многу вложувале не можеле да ги понесат со себе. Напролет, постарите се враќаат во селото како преселниците, ги поправаат куќите, ги градат оградите, засадуваат по нешто и долго раскажуваат меѓу себе за минатото.
a sigurno ima mnogo da se kaže. За задружниот дом и споменикот пред него, за многу специфичната градба на калкани по куќите, за студените води што ги има во изобилство, за детскиот джагор што се ширел по селските сокаци, за невестите, за ергените, за времињата што изминале, за времињата што доаѓаат. Итинерариите се изводи или преписи на некои карти од Римското царство на кои се обележени патиштата. Во сите тие итинерарии е забележана Вија Игнација, една од главните сообраќајни артерии на Римското царство. Минуваме по тој пат и се обидуваме да го оживееме она што е привидно мртво, да ископаме од песокот на бескрајното и неумоливо време се што е потонато, што е заборавено и непознато, оштетено, затрупано, разурнато, се што е со потенцијална порака на изминатите цивилизации. А овде, на потекот каде што минувала долго со векови трасата на Вија Игнација, цутеле многу цивилизации. Меѓу предисториската, неолитската и халштатската култура и големата византиска епоха на оваа иста почва цутеше зрелата античка, грчка, хелинистичка и римска уметност за подоцна да биде продолжена од нашите прапрадедовци и доведена до сегашноста. И сите тие култури оставале под и над земјата своји дела по кои ги препознаваме, на кои им се восхитуваме и се возбудуваме. Веднаш до патот на една височинка, на која се влегува преку местноста наречена Порта, лежат зараснати во парнар темели на одбрамбени ѕидови, кули, градби, безсомнено остатоци на една населба од поголеми размери. Тоа е Вајтос. Свежите траги од ископувања, не објаснува археологот Владо Маленко, потекнуваат од диви копања и барања на злато. Киклопските ѕидови се доста масивни, ѕидани од големи, неправилни правоаголни камени блокови, баровикови, на места работени и ѕидани во техника на сув ѕид. Во внатрешноста на објектот се присутни и други градби од сув ѕид, кршен камен и варов малтер. Има и садова керамика од хелинистичко и римско време. Најверојатно се работи за илирска населба од периодот на 4. и 3. век пред нашата ера. Најочигледни траги за постојање на патот Вија Игнација сретнавме во орманот од Букова шума, веднаш под местото Вајтос. Со дол кадар го регистрираме наодот и го продолжуваме патот низ високите букови стебла. Брзаме до првото погодно место за одмор. Сите тоа го посакуваме, а најмногу 80-годишниот Доне, нашиот водич, како што веќе реков на овој дел од патот. Долу во подношјето на планината се протега струшкото поле, оградено особено од западната страна со многу села. Се одморуваме крај чешмата што се наоѓа во местноста Распаќе и водиме разговор за тоа
Da li bilo možno vo zimski denovi da se minuva planinata Jablanica во nezinjiот najvisok del kade što je i trasata na Via Ignacija? Odgovor od Brgu doaѓa od arheologot Vlado Malenko. Тој вели дека на овој дел постои зимска траса што се протега по брегот на Охридското езеро. Да го проследиме и него со камерата. Во Охридското езеро од албанската страна се протега полуостровот Лин. Тука е и границата, а веднаш до неј селото Радожда, првото наше населено место од западната страна на езерото. Снимаме кон крајот на јуни, кога вегетацијата е толку бујна и разновидна, што не можеме да оддолееме, а да не ги регистрираме подробностите, убавините што го следат нашиот пат. Вија Игнација изградена првенствено за воени потреби и цели, подоцна станала главна трговска артерија меѓу западните и источните делови на Римското царство. По неја се движеле и цареви, и легии, и државна пошта, и неуморни трговци кои во едниот и во другиот правец разнесувале стока, придонесувајќи за ширење и мешање на културните текови и искуства. Тоа е единствениот пат во Охридската област, забележан и изграден на римски начин, поплочен и обележен со патокази. Патот не води крај голем број костенови дрвја со необична форма. Од едно стебло на одредена височина се разгрануваат повеќе фиданки. Тоа е едноставен и многу практичен начин за добивање повеќе стебла костенови дрвја. А како се изведува тоа? Доволно старо стебло се засечува во глуждот, всушност на место од каде што никнуваат подоцна повеќе гранки, формирајќи разгрането стебло. Интересен начин за размножување. Во местноста Селиште, веднаш на патот, го регистрираме неодамна обновеното црквиче Света Богородица, што најверојатно е изграден врз темели од многу стара црква, за што говори и податокот дека при обновувањето се ископани ѕидови широки повеќе од 1 метар. И терасовидната конфигурација на земјиштето одговара за постоење на светилиште, забележува археологот Владо Маленко. Неколку бреста го привлекуваат вниманието на нашиот снимател. Дека се работи за болни дрвја е очигледно. Некој од екипата ќе забележи дека последните години насекаде во Европа брестот изумира. На западниот дел од Охридското езеро, пред полуостровот Лин, лежи последната југословенска населба, зад која веќе на 1 до 2 километра е југословенско-албанската граница. Во подножјето на Јабланица, на тесна песочна зарамнина, живее свој живот селото Радожда. Гледано од езерото, сенките од скалесто наредените куќи една врз друга и со поглед кон него се капат во водите на прекрасното Охридско езеро, вршејќи отпор што е можно повеќе да се оддалечи навлегувањето на се она што современото живеење како придружен елемент го носи со себе. Убавите женски носи
samo što ovdje će gi sretnete vo izobilstvo. I belenje to platno opejano kraj biljaninite izvori izgleda, samo što ovdje može da se vidi i da se snimi povećepati vodenot bez da se iscenira. Nekako kuriozitet, tuku kako obična realnost, ja prosleduvame so kamerata i selskata prodavnica, so koja rakovod jedna mnogo vitalna žena po ime Trpena Nestoroska. Slobodno to vreme penzionerite izgleda na sekade trošat na ist način. Samo temite na razgovor imenuvati. Ljubezni bejavo razgovor od nas da ne zapozna so sve što može da ne bi svojemnog dadulanja. A to je deka treba da gi barame domašarite za razgovor, a ne penzionerite pečalbari. Zboruvav mi za to kade vo jezero to najmnogo ima riba. Go beležima odgovorot na jedan od njih. Ribata je kako ovcana. Kaj ima treba, tamo odi. Ja registrirame i kućata na pravoborec od Vojo Julovski. Interesna je za proučuvanje od starinski aspektna arhitektura, kako najstara kuća za živenje vo seloto, što se ušte je sočuvana. Selskata crkva Sveta Bogorodica vo selo Radožda izgradena je kon krajot na 19. vek od cvrst i trajan materijal. Ja registrirame ne zaradi nekoj visoki umetnički vrednosti na živopisot ili ikonostasot, tuku porodi evidentna ta pojava na vlaga što gi šalitrira freskite. A poznato je deka šalitrata je rak za živopisot i mnogu brgo go uništuva. Ova se steblata murenki, će vi rečat žitelit od Radožda. Gi ima samo Kajnas i vo kišario Litvo Albanija. Nikada na drugo mesto nije gi narekofme živi skulpturi. Gledajki gi ovije interesni, gluždoviti stebla, se podsjetivme na legendata za nastanok od na Baobab. Gospod koga ja sozdaval Afrika, veli legendata, zasadil drvo što ne se pokoruvalo na želbite da raste tamo kada je što bilo zasadeno i kako što sakal toj. Zato go zasadil na opaku. I taka drvo to rastelo kako korenot da mu je svrten gore. Široko, so gluždovito steblo i granki što ličat na korenja. Asocijacijata ne je daleku, so murinkide što gi ima i što rastat samo ovo selo Radožda, kraj Ohridsko to jezero.
Patodvija Ignacija minuval pored Pešternata crkva Sveti Aranđel Mihail, smestena na jedna karpa, bo neposredna blizina na selo Toradožda. Ja posjetuvam i Neja. Pešternata crkva je od pogolemi razmeri, so poseben oltarski prostor, koji vo 1941. godina, koga italijanski okupator vršeše bombardiranje na seloto, im služel kako skrivnica na selanite 3 dena i noći. Se čini ka nekoj delovi od crkvata, se zidani za da se prilagodat kon pocele ishodnoto komuniciranje. Konstatirani se 2 sloja na živopisot. Gornji sloj je ilustriran vo 3 zoni i poteknua od 17. i 18. vek. Pripadja kon jedna specifična pojava vo živopisot u Makedonija son naturalistički elementi. Sostavanje sonda vo južni od delna crkvata otkrijen je slojna slikarstvo od klasični od srednovekoven živopis so najvisoki umetnički kvaliteti. Začuvan je kompletan ikonostas od poslednata decenija na 19. vek, delo na Lazaropolski od zoograf Epitro Pristo Sekulov od celo Lazaropole, koje je potpišan na ikonostasot na 1. juni 1890. godina. Ikonite se so skromni likovni vrednosti, no značajni se vo kompleksnoto sogleduvanje nam jačkata umetnička škola. Retko nekade na toliko mal prostor se isprepletuvale toliko razni kulturi i vlijanija, osvojuvanja i osloboduvanja, vojni i podvizi, razudnuvanja i gradbi. Sekoje mjesto, sekoja peda od patot i kraj nego ima prikazna za sebe, a site zajedno pravat istorija. Kako najnov del kon ta istorija, da go dodademe i kamp od livadišta, izgraden poslednite 2-3 godini i mesto to su mnogo novi kući, što nije ekipata go krstivme vilišta. Vo Karpata nad ženski od manastir Sveta Bogorodica Vokališta se navodja Pešternata crkva od pogolemi razmeri, najgolema od ovoj vid na bregoto do Hridskoto jezero. Izgradena je najverovatno vo 15. vek, za podocna da bide dograduvana. Pristap od Konneja nekojaž bil nevozmožen, no podocna so na rasnuvanje na manastirski od kompleks je rešen so drveni skali. Živopiscite bez kakvi bilo adaptaciji ja koristat konfiguracijata na karpite za islikuvanje na freski su uobičajenite evangelistički sceni i nekoliko starozavetni temi. Specifična je samo predstavata na slovenski od učitelj Kiril filozof, koji ne je slikan vo drugite crkvi u Makedonija. Živopisot je najverovatno od 16. vek. Oltarni od prostor od starata crkva Vokališta, što sega se renovira, je otkrijena jedna ara od bel sitno zrnest mermer na koje je vrežan grčki natpis so nepoznata sodržina. Arata je pronajdena vo prvite godini od 19. vek, a sega stoji frljena vo dvorot na crkvata. Vo nastojuvanjeto da se začuvaat naslednite kulturne bogatstva vo Ohridski od region, spadja i projektot za hotel od Biser Vokalište. Izgraden su tipična ohridska arhitektura, so začuvan fenomen na 3 prozorci,
se čini дека до максимум се вклопил во убавините на Охридското езеро. Минувајќи низ селото Калишта и дознавајќи за целта на нашето патување, Чичко Илија Наумов Танасовски не покани во дворот од неговата куќа за да ни ја покаже статуата Торзо, пронајдена во блиската околина пред неколку години. Не сакаше да го снимаме со неа, но ни објасни дека неколкумина досега пројавиле желба да ја откупат. Инаку тоа е мермерна статуа, всушност фрагменти од статуа на која и не достигаат рацете и главата. Висока е околу 30 сантиметри. Не објавувана, не фотографирана, со непознато минато. Овде и завршува нашиот пат. Таму во продолжение кон Радолишти и Октиси, зимската траса на Вија Игнација што минуваше крај брегот на Охридското езеро, се сврзува со летната траса и го продолжува патувањето кон Црни Дрим. Но за тоа во наредната емисија.